Општина Газибаба во соработка со приватни компании ќе ги подобрува условите во детската градинка Калинка во населбата Железара. Во рамки на активностите кои се планираат да се преземат во овој објект, за да се овозможат подобри услови за престој на децата од предучилишна возраст, ќе се заменуваат старите и дотраени прозорци и врати со нови, а согласно потребите ќе се обнови и внатрешниот дел од градинката. Покрај реконструкција на објектот Калинка, ќе се зголеми и капацитетот за 75 деца, со тоа што просториите кои сега ги користи дневниот центар за деца со попреченост ќе бидат предадени на градинката, а нов дневен центар ќе се изгради во автокоманда. Со ова, како што нагласи градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски, ќе се обезбеди и работа во втора смена во градинката. Следниот проект на кој работиме е зголемување на капацитетот на ова градинка. Односно, просторот кој сега го користат од јавната установа Меѓуопштински центар за социјални работи на град Скопје со лица за попреченост ќе биде предаден на градинката, со што ќе се зголеми капацитетот за 75 деца. Со овој простор во градинката ќе обезбедиме и работа во втора смена. За потребите на децата со попреченост, општина Газибаба и Министерството за труд и социјална политика ќе изградат нов дневен центар за згрижување на деца со попреченост со површина од 170 метри квадрати во населеното место Автокоманда. Градоначалникот Георгиевски најави и реконструкција на основните училишта и детски градинки во текот на летниот период. Основното училиште Крум Тошев и Njegош ќе добијат нов покрив, а нови прозорци ќе се постават во основното училиште Наум Наумовски Борче. Но тековни активности за реконструкција на објектите ќе има и во останатите училишта и градинки на територија на општина Газибаба. И за градинките кои што се вкупно 2 и 11 основни училишта, во тек се тендерите кои што ги распишуваме за реконструкција и за обновливи фасади, од кои што предвидуваме дека во основното училиште Крум Тошев и Njegош ќе бидат заменети кровните конструкции. Нови прозорци ќе бидат поставени и подобрени условите во Наум Наумовски Борче и во другите. Значи, основни училишта секаде имаме капитални објекти каде што ги подобруваме условите за престој на децата во образованието. Исто така во завршна фаза експроприација на просторот за изградба на градинка во населеното место Стајковци на улицата 18 на површина од 2000 метри квадратни. Градоначалникот најави дека откако ќе биде завршен овој процес, ќе започне изградбата на градинката, која според планот предвидена е да започне во месец август.